Важно, неважно, важно, неважно, важно, неважно, важно, неважно, важно, неважно, важно, неважно, важно, неважно. Си ги поставуваме приоритетите во зависност од индивидуалните потреби, многу нормално. Но кога станува збор за некои есенцијални прашања, тогаш е многу интересно да се развие нормална дискусија. Колку сега во ова време на брз проток на информација е можно да се задржи концентрацијата на внимание на еден настан? Или можна ли е нормална дискусија? Кој знае што ме натера и како дојдов до ова патента пред да се случи бивењето на хулиганите во Нерези, почнав дискусија на Твитер за соопштението. Ајде од почеток. Мојата прва реакција за соопштението беше на Твитер со следниот коментар, последели реплики. Што се исплашени овие луѓе? Имаше коментари дека намерно не сакале да провоцираат реакција од навивачите кои евентуално би биле агресивни. Зошто би реагирале навивачите агресивно кон собирачите на потписи за референдумот? Зошто тие би се поистоветувале со изградбата на верските храмови на плоштад контра евентуалниот референдум? Може би зашто се лесни за манипулација, многу блиску до вистината. Тарчуловски го крка во хак сосем случајно, но дали неговото навијачко педигре е доволен поттик за да се огледа некој недопакан хулиган на него? Ие сум страстен навијач, бев на плоштад пред утакмицата Македонија-Шпанија, се одрав на стадион, камуфлиран во државните бои. Некои преднастани не ми дозволија комплетен впечаток, но веќе навикнав на подпикнувања како и впрочем сите, а како дозволивме да навикнеме на подпикнување и куропецања? Навикнавме да не пукаат, да не плукаат, дозволивме да ни перат мозоци, навикнавме да се скриеме за да не провоцираме, навикнавме за да сме како пример на добро поведение, а овие одавде од западна трибина не газат, не шамарат, а сега и дома ни влегуваат и не тепаат, а ние пееме, играме, иронизираме, символизираме и саркастично полемизираме. Токму затоа требаше токму на плоштад за време на навивачкиот собир да се расположат масите за собирање на потписи за референдум против изградба на верски објекти на плоштад. Една толпа на хулигани и извикани правоверници успева да не анатемиса за антипатриотско расположение. Да, успеваат кај колебливците да се наметнат дека тепачите и пукачите се храбрата патриотска македонска нишка, а ние сме протеници и предавници хашкаши, хушкаши и петтоколонаши. Со мојата пасивност сега се чувствувам виновен за огромниот број колебливци, како што се чувствувам виновен и во 2001-та.
Како беше она? Да не провоцираме за да не се повтори 28 март, па сега да ги носиме надуша герој Милчин. А што провоцираат тепаните во нерези? Абе насред Карпош толпа влегува во домови и малтретира, толчи мајки и травматизира деца. Да, мене радоста ми се ускрати, но на луѓето му се зеде спокојството и светоста на домот. Еве, јас провоцирам. Што мислите? Кој има мадина да испровоцира место нас? Колумните на Гревчето Владко Ѓорчев, дволичената Теута Арифи, војводата Тачи, Жерновски, умислениот Шема или некој пратеник од натрешноста зинат за дневници и патни трошоци од 7000 денари? Кур ги боли нив за нас. Затоа јас провоцирам за да имам мир во својот дом, неискршен излог, неиздупени гуми и нескршена глава. Провоцирам за да имам мирна како што имам чиста душа. Провоцирам за да имам корка леп, покрив над глава, 10 дена заслужен одмор. Провоцирам за да ве испровоцирам да провоцирате и вие. Creaky noises make my skin creep. I need to get some sleep. I can't get no sleep.